така е, што сме ние без љубовта, токму така, едно големо и празно ништо. А за да не бидеме ништо, да не дозволиме животот да не одмине, затоа што љубовта е живот. Животот наш треба да е Македонија, но пред се Бог е љубов. Љубовта е таа која треба да не спојува. Љубовта не треба да не разединува кон Македонија, затоа што љубовта е суштински аспект на човековото постоење. Подобро е тоа да го прифатиме што побрзо, затоа што секоја дезинтеграција на моралното и на религиозното ја слабеа државата. Кога сите заедно сплотени, како што се игра орото кај нас, од секогаш, рака за рака, ние некако сите збориме за таа сплотеност, а кога доаѓа момент да подадеме рака, некако повеќе сакаме да си ја повлечеме кон себе. Не треба така. Никој сам не може ништо да направи. Ние сами доаѓаме, меѓутоа врзани сме меѓу себе. Сами и си заминуваме, меѓутоа убавината е во заедништвото. Убавината е токму во сплотеноста, несебично да си помагаме, несебично да си даруваме па и една книга, што не мислам дека вреди малку, него еве токму како ја што правам, зошто мора јас ова на некого да го подарам за 100 денари? Зошто? Ќе ја подарам, нека ја има секој. За мојата втора промоција, што беше во Словачката амбасада, кај амбасадорот Роберт Кирнак, кој веќе си замина од нашата земја, таму ставив една стаклена, не стаклена, така силиконска кутија, која што ја заобиколив со сонцето 16 крако и кажав, нека стави секој колку што сака и нека земе една книга. Сите тие пари отидоа за едно семејство кое што беше опожарено во аеродром. Така. Јас тие пари ги предадов одма. Не е важно колку имаше во кутијата. Да. Важно отидоа, беа со намена за да се помогне на оние на кои што им треба. Или кујните што се по црквите. Зошто да не се однесе 2-3 кила граф? Зошто да не се однесе? Ова е апел до сите оние кои што имаат повеќе. Нека се носи во кујната, затоа што јас сум видела со своји очи кој таму доаѓа. Да дадеме патриотизмот, не е само јас ова да го облечам на себе, да го ставам 16 кракото сонце, да се качам на кокино и да кажам колку голема патриотка сум. Патриотизмот е, ако имаме две, да дадеме едно. Така. Не само за себе. Вики, навистина инспиративно. Јас мислам дека овие зборови не можете да не ги допрат нашите гледачи, бидејќи навистина моите гледачи, мојата емисија очекуваат со многу љубов, со нетрпение. Јас постојано добивам многу убави зборови на мојот мејл. И навистина ова се прекрасни изливи од твојата душа. Јас знам дека ќе бидат нашнати многу срца и јас мислам дека во секоја емисија една душа да разбудиме, на еден да му помогнеме, сме направиле големо дело. Еве вака, бидејќи емисијата ни се ближи помалку кон крајот, јас не можам да не да ја заобиколам молитвата која исто така завзема значајно место и во твоите песни, но мислам дека и во твојот живот. Па ете, како една жена која што е посветена и во која што Бог пребива, тоа се гледа. Кажи ми како ти ја доживуваш молитвата и што за тебе значи молитвата? Молитвата е она што не храни. Точно душата ни ја храни молитвата. Треба да се заблагодаруваме секој ден на водава
што е овде, што ја пиеме. Така. Да се заблагодариме на Бог затоа што сме ги отвориле очите секој ден. Ги отвараме. Затоа што сме живи. Затоа што секој од нас има дојдене со некоја мисија на оваа наша земја. Да се заблагодариме на нашата земја. Да се заблагодариме на се што не обкружува, затоа што природата Бог ја создал за ние да ја користиме. Не ја создал за некои развратни работи, например, да сечеме дрва, да крадеме, како што има палење, намерно палење на шумите преку лето. Вики, јас знам дека ова кога го кажуваш, всушност сакаш да кажеш дека молитвата секогаш треба да биде со една благодарност кон Бог. Така Јас е. токму тоа сакам на гледачите да им го доближам, затоа што обично луѓето молат дај ми Господе ова, она, но поставуваат дека всушност најголемата молитва е со благодарност кон Бог поради тоа се што ни го дал. Така е. Не да бараме, не да идеме во црква да запалиме свеќа или да си кажеме дома молитва. Не мора да е молитвата како што е забележана во Светото Писмо. Може и сами да си ја кажеме во тој момент, така како што очекуваме. Например, може и овој момент да кажеме, му благодарам на Бог што се наоѓам токму во оваа емисија. И вистина е така, му благодариме на Бог за оваа прекрасна емисија, така, за ова прекрасно дружење. Значи, не да бараме, ни случајно не треба да бараме материјално од него треба да бараме богатство, меѓутоа духовно, да ни ја збогати душата, да можеме со срцето да гледаме, не со очите, Така. со срцето, затоа што срцето е тоа што влегува онаму каде што на очите им е страв да влезат. Во лавиринти, тоа се протнува, тоа влегува, како што имам напишано, како што ти ме представи на почетокот на емисијата. Срцето е сокот на животот. Да пиеме од него, да се напојуваме како нектар од пехар, затоа што навистина е така. Колку даваме, толку примаме. Може би нема да ни возвратат во тој момент сите оние на кои што ние сме им дале. Меѓутоа, од друга страна, еве Бог ми дал да дојдам во твојата емисија, која навистина е богатство, која е милем за душа. Јас навистина тоа го мислам. Благодарам, Вики, многу ти благодарам, навистина. Чест е задоволството беа мои што вечерва ми ја разубави емисијата, што кажа прекрасни зборови кои што пак ќе речам ќе ги добрат нашите гледачи. Бидејќи овдека е веќе крајот на емисијата, јас би сакала за крај еве да ви се заблагодарам уште еднаш и на господинот Ацо што вечерва еве вака да кажам скромно си седеше, не слушаше и не пратеше и ни ја разубави емисијата. Вики, дали би сакала уште нешто да прочиташ за крај? Еве, ова ќе биде, значи, веќе песна со која што ќе мораме и да се одјавиме. Еве, повели и вака за крај некоја твоја порака и уште една песна да ни прочиташ. Благодарам. И благодарам на Бог што Јацо седи овде до мене и ги разбавува со неговите ноти моите читања поезија. Повели. Живи сме. Ние не сме мртви. Живи сме. За својот леп сами се грижиме. Вие сте слепци да видите, глуви да чуете. Со таинствени бодежи јуришате, оковани жртви барате. Застрашувањето е вашата сила. Крвави дамки растат на вашиот послан чаршав. Ништо не занемало, ништо не замолкнало, ништо не изумрело. Живи сме. Од старите времења саде плач и лелек, стенкања наслушуваме.
душата ќе ни препукне. А кај вас мракот е на власт. Лагата е вашата чест. Вистината никогаш нема да се замени со лагата. Земјата со лавата, пченицата со плевелот, цветовите со трњато, ехото и во молкот одзвонува. Времето не се замолкнува, тоа тече. Со себе вистина влече. Погледи изронети од душата. На само 4 чекори во исконот е спакувано минатото. Прегрнати, еден на друг подпрени. Молкот на заклетвата го чекаме да се разгори. Во огништата на сознанието да се појави звездена патека. Добрината човечка да се обистини. Та и ние сме дел од созвездието. Живи сме. Вики, на вистина благодарам од срце, големо благодарам. Ми беше чест и задоволство, уште еднаш ке кажам, и ова сигурно дека нема да ни биде последно дружење, ќе имаме уште многу прилики да се дружиме. Би сакала да ви испратам со убаво, да ви кажам да си поздравите дома вашите фамилии, вашите деца, вашите најблиски, да ви посакам и на двајцата големи успеси, да се гледаме само за добро заедно. Ти благодарам, Јулија, и на тебе, и на сите оние кои што се пред малите екрани. Му благодарам и на Бог да имаш благословено течение во твојата емисија, на благодет, на среќа, на радост, да ти се исполнат сите замисли и идеи што ги имаш за оваа твоја емисија. Благодарам уште еднаш за поканата. И еве, почитувани, како и вообичаено, јас во оваа емисија не можам а да не прочитам уште еднаш нешто убаво од нашата драга и почитувана Виолета Сековска. И за одјава одбрав една прекрасна песна, која што носи наслов Ти благодарам Боже, зашто што можевме после се ова само да му заблагодариме на Бог. Ти благодарам Боже што сум македонка. Благодарам Боже што татковина ми е Македонија. Благодарам Боже за дарбата мој да е тесниот пат до успехот. Благодарам Боже се што имам подарувам. Ако задржам, ништо немам. Благодарам Боже што среќа имам да ја поделам со сите. Благодарам Боже што љубов имам, ни светот ја ширам. Благодарам Боже што леп имам, колку може да сум сита. Благодарам Боже што ми покажа дека да се лета во облаци е лесно, цврсто да се стои на земјата е тешко. Ви благодарам, почитувани мои, ви благодарам бескрајно што вечерва не следевте. Следете не и понатаму. Ви посакувам добра и пријатна вечер. Budenje so Julija. Mani Padme Hum, Om Mani Padme